Иван Анастаски, академски графичар, со својата младост, ентузијазам и одлични познавање на уметноста, успеа да стигне до најпрестижните арт манифестации во светот. На покана на ваши колеги сликари од Белград, учествувавте на престижната манифестација во Мајами, Флорида. За каков собир на уметниците се работи, како стигнавте до таму? Се работи за еден огромен арт фестивал, кој што е всушност посветен на уметноста и всушност едно славење на уметноста воопшто. Се работи за манифестација која што е рангирана во форма на саем или арт фер, меѓутоа застапени се и класичните медиуми, односно традиционалните, сликарство, графика и скулптура, меѓутоа и оние кои што се пософистицирани форми на изразување, како што се фотографија, дизајн и боди арт, меѓутоа и нови форми на танц, на игра и на музика. Сега ме прашавте како стигнавме, така. На покана од моите драги колеги од Белград, инаку сликари, Исидора Ивановиќ и Владимир Манич, кои што со својата екипа од Белград учествува, односно беа поканети на Арт Фестот во Мајами, Флорида, учествував и јас како представник на Македонија. Што и понудивте на публиката, што може да видат оние ваши пријатели од Флорида? На Мајами се представи со 8 дела, односно графики и слики, значи комбинација. Се вративте деновиве од Белград, каде што ви беше врачена наградата. Меѓутоа, активностите во ателието на Иван Анастаски продолжуваат со што? Во кујната на уметникот секогаш е живо. Секогаш нешто се создава или се твори. Конкретно, работам сега на еден нов циклус на графики, кој што носи работен наслов Капи или порти. Тоа е всушност она што своевремено Александар Настески го работеше и му посвети еден добар дел од своето творештво, односно го увековечи на своите платна како една символика, или портата и капијата како едно, нели, взаемно надополнување, вклучувајќи ги свадбите, обичаите, невестите и така натаму, и му даде една поинаква димензија и пристап. Значи со еден многу студиозен пристап. Сега ќе се потрудам или ќе се обидам капиите и портите како дел од нашето минато и мене многу близок елемент да им вдахнам еден поинаков пристап, меѓутоа ни се една графичка призма, ни се едно графичко видување на нештата со еден така мал дух на еден мистицизам, исто така вклучувајќи ја и жената, во овој случај па и невестата, како еден дел од нашата традиција.